Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите колач од костени. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад. Жолчките ги ставаме во садот за матење. Потоа со миксер ги матиме белките. Во садот за матење го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Изматените жолчки ги додаваме во садот со изматените белки. Во садот ги додаваме левните трошки, ванилиниот шеќер, брашното и костените. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го нанесуваме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печаме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во длабок сад ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Во садот ги додаваме ванилиниот шеќер, костените, сладката павлака и румот. Мешаме со лажица. Продолжуваме филот да го матиме со миксер додека се соедини. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од ревна. Го вадиме пандишпанот од тавата и ја отстрануваме хартијата. Пандишпанот го сечеме на два еднакви дела. Првата лента пандишпан ја ставаме на долниот дел од правоаголна кутија за торта. Го премачкуваме пандишпанот со фил. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Започнуваме со подготовка на преливот. Во тенџере на оган го ставаме маргаринот да се растопи. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја додаваме во тенџерето. Во тенџерето го додаваме и шеќерот во прав. Мешаме со лажица. Откако чоколадата и маргаринот ќе се растопат, го тргаме тенџерето од оган. Со лажица чоколадниот прелив го нанесуваме врз втората лента пандишпан. Потоа го ставаме колачот во фрижидер да се излади. Изладениот колач го сечеме на коцки. 4 коцки ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со шлак. Декорираме со чоколадни трошки. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!